да тактизира од страва дека може да се распадне коалицијата заради фактот дека прочистувањето ќе биде длабоко до некакви неизини инсталации? Ова е легитимно прашање. Она што се зборува веќе и скоро јавно, дека има пратеници кои што би биле зафатени со лустрацијата и дека има пратеници и во двата табора, но има пратеници кои што поддржуваат владата, а се зафатени со лустрацијата. Така што може би и реално да се заканува тоа и по владата. Меѓутоа јас не би се загрижил многу, доколку се лустрираат и владата, предпоставам со нови избори би можела да го дозаврши, да го прочисти процесот до крај. Но она што мене ме загрижува е дека најверојатно, тоа што се зборува, што го слушам, веќе сум многу заинтересиран за оваа тема, е дека овој процес ќе се гледа да се тактизира и да се успорува. Значи да се оди со поголема, подолга расправа на законот, па да се успори избирањето на комисијата и реално јас имам сомнеш дали можеме ние во Македонија да изведеме лустрацијата. Дали постојат луѓе, веќе треба во овој момент да замислиме која е таа комисија што треба да изведе лустрацијата. И доколку се прифати овој модел за кој што се залагаат по феќето да биде поширок, кој што ќе опфати повеќе државни структури и јавни личности, меѓу другото луѓе кои што се представуваат како стручни и без кои не може да функционира денеска ДБК, значи кои отварале досиеа на македонски екстремисти и бугарски врховисти, а денеска се стручњаци за тероризам, истите тие така се представуваат. Легитимно е да се прашаме реално дали може да дојде личност преку комисија да има доволен авторитет да тие луѓе ги оддалечи од нивното влијание во системот, како во службите, така и врз општеството. Тие ќе се спротивстават. Можно ли е да биде тактизирање од овој тип на Филип Петровски? Се е можно, јас овде не можам да исклучам ништо, дека барем од досега виденото во овие 17 години. Како што реков, првично ја поддржав фазата, втората исто сметам доколку не влезат, не се прошири овој круг, ќе бидам жесток противник. Мислам, лустрација само заради некаква форма која нема да заврши работа, ќе биде ново разочарување, како што ние ги имаме во сиве овие години. Меѓутоа, покрај сега овие сомневања дека има дека некој тактизира, да, но има пратеници, сега да не ги именувам, немам дозвола, но кои рекоа доколку не се прошири кругот за лустрирање или доколку не се направи потврда некоја лустрација, низ платен оглас ќе ги објавувам оние што јас ги имам досијата. Во овој контекст сакав да кажам, преска споменав на паузата на електронското издание на еден хрватски весник, necenzurирано.com, бидејќи морам да го споменам, така стои ако ги цитираме. Во јануари имаат покренато и тие декларација и бараат од председателот, премиерот и председателот на Собрание на Хрватска во рок од 6 месеци да се донесе закон за лустрација, да се објават на интернет имињата на сите соработници на службите. Но она што мене ми беше многу занимливо, бараат во истиот период и антиолигархиски закон. Не разбрав што подразбираат по тој антиолигархиски, но бараат доколку во рок од 6 месеци, тоа е некаде до месец јуни, не биде започната таа процедура и не се објават и имиња, дека они на својот веб-сайт ќе ги објават сите имиња на соработници и ги повикуваат граѓаните